Многу често знаеме да зборуваме за работи од Библијата за кои викаме јасни ни се ги знаеме. И овие последни неколку пати, мислам, ќе забележите дека сакам да зборувам за работи кои ни се познати, ама сакам да ги повториме или ако не ги повтараме, барем да се сетиме на нив. И она за која денес ќе зборувам и го најавив, беше една работа за која ќе чуете, ако не сте чуле, ќе кажете, Господ нешто простува, Господ има работи што не може да ги прости. И има еден греф, вистина, во Библијата што е спомнато, дека Бог не може да го прости. Ама ова не е онаа ситуација каде што луѓе ќе ве прашаат може ли Бог да не може. И знаете, може ли Бог да направи толку голем камен што не може сам да го дигне. Не зборуваме за такво може ли да не може. Тоа е една логичка невозможност. Нема да зборуваме за тоа. Еднаш го закачив, сега нема да правам муавет за таа работа. Сакам да погледнеме за нешто што Бог не може да го направи заради тоа што по суштина не е таков. Едно нешто што Бог никогаш не може да го направи е да сгреши. Дека ако Бог греши, што ќе значи тоа? Дека е грешен. Ако не е совршен, како може од нас да бара совршенство? Како може мене да ми каже ти си, Павле, грешник, ако и он греши? Има една работа, има еден греф, за ќе се вратиме на него, за кој Бог не може да го прости. Има неколку лоши размислувања за оваа работа. Ние сакаме да го погледнеме библискиот начин, ама претходно ќе дадеме еден малку можда подолгичок увод и се надевам дека нема да ви пречи. Зошто има 4 евангелија? Не знам дали сте се запрашали. Која е основната функција на евангелијата? Не се напишани како автобиографија на Исус, не се биографија на Исус, бидејќи реално зборува за неговото раѓање, 12 години има дупка, зборува Исус кога оди во храмот, во Ерусалим, ќе се сетите на еден празник со неговите родители, и после тие 12 таму, после тие 12 години, одеднаш, буквално нема ништо за него, до неговата 30 година таму некаде, кога почнува со јавната служба. Значи, евангелијата не можеме да ги наречеме дека се биографија. Причината зашто, да не навлегувам друг пат, може да одиме во детали, е следната. Јован напишал вака. А овие работи се запишани во 20 глава од Евангелието по Јован, за да верувате што? Дека Исус е Христос, Синот Божи, и верувајќи во Него, да имате живот во Неговото име. Зошто се запишани Евангелијата? Да поверуваме дека Исус Христос е Син Божи и верувајќи дека Исус е Син Божи, да добиеме живот во Неговото име. Каков живот? Она што Библијата го нарекува вечен живот, она што ние го викаме да го поминаме од живот со Исус во рајот. На небото, каде што е и самиот Господ. Марко, евангелистот Марко, го следи точно ова во неговото Евангелие. Стиховите ќе ги видите горе, може да ги следите во Новиот Завет што е пред вас, извадете го слободно, почнете да го следите. Евангелие, Марко 3 глава ќе читаме најмногу денеска, ама сакам да ги погледнеме малку еден како вовод на почеток. Марко, кога ќе започне, првиот стих од неговото Евангелие вика почеток од Евангелието на Исус Христос, Син Божи. Ова неколку пати сум го спомнал, мислам и јас и некои други тука го спомнале. Евангелие значи радосна вест, ама Евангелие исто така значи вест. Вие можете да читате во историјата, во таму 1-2 век во Римското царство, кај што вика, например, Евангелие за Јулиј Цезар. Зашто? Дека Јулиј Цезар е назначен да биде цар и некој испраќа информација за него. Евангелие, како радосна вест за спасение, доаѓа изборот многу покасно од кога Библијата го користи тој израз. Евангелиум, да го фатиме веднаш со радосна вест и да го врзиме со Исус како спасител. Марко во 1:7 вика, тој проповедаше велики, ова е за Јован Крстител, ќе се сетите, по мене иде посилниот од мене, на кого не сум достоен да се наведнам, да му ги одврзам ремењата од обувките негови. Јован Крстителот, од самиот Исус беше наречен најголем од сите луѓе што живеел на земјата. Сети Јован Крстител што го нарекуваме со право. А вика, самиот Јован Крстител, вика, по мене иде некој што е многу поважен од мене, многу посвет, многу поблизок до Бога. Не сум достоен, вика, ремењата да му ги врзам врвците на чевлите, што вели тука. И сето ова Марко го дава за да постави една основа. Малку понатака во 1:10 се зборува за крштевањето на Исус. Се сеќавате, Јован Крстителот го крштева Исус. Кога го крсти, кога излегуваше од водата, вика текстот во Марко, веднаш виде како се отвараат небесата и духот во вид на гулаб, како слегува над него и се чу глас од небесата, што викаше, ти си мојот возлюбен син, во кого е по мојата волја. И веднаш потоа вика, духот го изведе Исус во пустината. Што е овде многу важно? Интересно е дека го имаме Бог, таткото,
кој го потврдува својот син, Бог синот Исус Христос. Денеска имате мнозина кои викаат, Исус бил човек, ама никако не можел да биде Бог. Не. Бог самиот татко го потврдува Бог синот, како? Преку сведоштвото на Светиот Дух. Затоа секој човек што сака да се нарече верен христијанин, мора да верува дека Бог е троедин Бог, дека е тројство. Не може да верува имаме ваков онаков Бог, не знам се што. Бог е троедин Бог. И самиот Марко тука го кажува тоа истото. И тогаш, во 14 стих, доаѓаме во една ситуација каде што Исус почнува веќе да проповеда. И за тоа проповедање, за тие 3 години, или некој вика дури помал период можеби, читаме во Матеј, Марко, Лука и во Јован. И целото сведоштува, тој е синот Божи. Интересно е дека во Марко, прва глава, уште во самата на почетокот во 24 стих вика вака: имаше во синагогата нивна, Исус е во синагога, знаете, ајде да го кажеме еврејско собиралиште кај што се проучува законот, човек со нечист дух, обседнат практично. И извика говорејќи: што имаш ти со нас, Исусе од Назарет, вика, си дошол ли да не погубиш, те знам кој си ти, светец Божи. Интересно е. Сатаната, духовите, демоните знае кој е Исус. Интересно е дека во 3 глава 11 стих вика: нечистите духови штом ќе го видеа, паѓаа пред него, вика и говореа: ти си син Божи. Демоните го препознаа. Бог го препозна и го кажа како таков. Кога дојде една ситуација, знаете, таму каде што Исус беше во домот на еден човек, кај што требаше да излечи еден, се сеќавате кога го отворија покривот од куќата, да го спуштат тој парализираниот пред Исус, Исус вика: синко, гревовите ти се простуваат. И реакцијата на луѓето околу, се сеќавате која беше: кој е тој што смее да прости грев, освен Бог? Вика баш така: јас можам да простам грев. И тоа беше шок. И за да може да му поверуваат, вика, за да знаат, јас не можам да видам дали некој му е простен гревот. Ама вика Исус: за да знаете дека можам да простувам гревови, сега ќе го излечам да видите дека имам сила, дека сум стварно Бог. И го направи тоа. Немаше никаков проблем. Во 2 глава од Марко вика: синот човеков е господар на саботата. Таму сака да каже дека синот човеков е господар над законот. Законот немаше власт над него. Знаете зашто? Затоа што никогаш не сгреши. Христос никаде не сгреши. Затоа може да зборуваме натаму. Ама, ако забележавте, една многу интересна нишка се случува тука. Бог таткото вика: Исус е мојот возлюбен син. Тоа е дел од тројството. Светиот Дух го потврдува тоа. Демоните го потврдуваат тоа. Нема ниту еден човек што го потврдува тоа. До овој момент немате човек кој вика: ти си Христос, син на живиот Бог. Нема ниту еден кој вика: јас те препознавам тебе како Господ. Океј, па тогаш како го гледаа луѓето или што мислеа за него? Што мислеа за него? Не знам. Ама светот денеска се согласува со една изјава во однос на Исус. Дека бил добар човек, дека бил религиозен човек, дека бил можда надарен учител, дека бил најголемиот проповедник, дека бил мудрец, морален водач, пример за доблест. Сите тие работи ќе ги кажат, ама нема да кажат дека беше Бог. А интересно, само таа опција не ни е дозволена. Интересно е дека точно само таа опција нас не ни е дозволена. Ај ќе видиме што вика понатаму. Во Јован, тука од кога ги избра Исус учениците, во Марко ни се кажува таму од 13 до 19 стих од 3 глава, вели: дојдоа в куќи и пак се собра народ, така што учениците немаа ни леп да јадат, немаа време. Луѓето одеа по Исус. Ако ги читате Евангелијата, лечеше, исцелуваше, па дури мртви воскреснуваше неколку пати. И луѓето се собираа околу него, сакаа да одат по него, сакаа да гледат што се случува. Ама, пак ќе кажам, останаа на ова. И види каков добар човек. Леле, можда овој нов пророк. Се сеќавате на едно место, викат: кој е бре овој? Дали е Илија? Вика: да не е Мојсей. Кој од пророците? Никој не вика: бе, Господ, да не е. Таа опција никој едноставно не ја стави. Најмногу што кажа за него беше дека е пророк. И патем речено, тоа е оно што денеска за жал многу луѓе го прават и во исламскиот свет. Исус вика беше пророк пред Мухамед. Ма нема. Затоа ќе му дадеме че за повеќе, нема да мрнеме тука.
Таа опција не постои. Зошто ќе ме прашате? Затоа што прво самиот Исус викаше јас и таткото сме едно. Јас и Бог сме едно исто. Другото, он викаше ако сте ме виделе мене, сте го виделе таткото. Самиот тој го зборува тоа, не некој друг. Има една книга, може да си ја најдете во Метаноја и може и на некои други места да ја купите. Христијанството од C.S. Луис, од К.С. Луис. Многу убав превод е на македонски направен и во неја има еден многу интересен текст. C.S. Луис ги дава трите аргументи. Сакам да ги прочитаме само на брзина, па ќе се вратиме на нив повеќе. Луис вика вака: тука се обидувам или на ова место се обидувам да го спречам секој кој ќе го каже тоа безумно нешто кое луѓето честопати го кажуваат за него. Подготвен сум да го прифатам Исус како голем морален учител, но не го прифаќам неговото тврдење дека е Бог. Тоа е едно нешто кое не смееме да го кажеме. Човек кој е само човек и ги кажал работите кои ги кажал Исус, нема да е голем морален учител. Или тој е луд, на ниво на човек кој тврди дека е варено јајце, или е самиот ѓавол од пеколот. Мораш да избереш. Или овој човек беше и е синот Божие, или е лудак, или е уште нешто полошо. Можеш да го занемариш како безумен, можеш да го плукаш и да го убиеш како демон, или можеш да паднеш пред неговите нозе и да го наречеш Господ и Бог, но ајде да не зборуваме патронизирачки безсмислици за него како голем човек и учител. Тој не ни ја остави таа можност. Немаше ниту намера да го направи тоа. И C.S. Луис заклучува и вика, сепак мене ми е очигледно дека тој не беше ниту лудак, ниту злотвор и последователно, колку и да ни е чудно или страшно или неверојатно, морам да го прифатам мислењето дека беше и е Бог. Зошто го кажува убав цитате? Заради тоа што човекот убаво го срочил оно што на секој од нас треба да му е јасно. Ако Исус кажеме дека е морален учител, а вика јас сум Господ, тоа е лажго, не може да биде добар морален учител. Како може да кажеш? Лаже, ама е многу поштен. Може ли? Не може. Како може да кажам дека е пророк ако е лажго? Значи се што ќе зине што ќе каже, уствари лаже. Тогаш не може да биде добар учител. И затоа остануваат три можности. Тука што се ставени. И патем вечер, не можете, кога Исус самиот вика јас сум Бог, не може да кажете, ама ова е само добар учител. Тој самиот вика јас не сум само добар учител, јас сум Бог. И тогаш остануваат само две можности. Реално, ќе ги видиме кои се. Ама три вкупно има во текстот во Марко тука 3 глава што може да ги погледнем. Прво, дека бил лут или заблуден, дека е демон, дека е сатана, живиот сатана што ги лаже луѓето, или третото е дека е Бог. И буквално немаме друг избор. Христијанството било многу тесноградо. Океј, може би е, ама тоа е реалноста. Логиката не тера така да ги сведеме стварите. Немаме друг начин како да го направиме. Ајде да видиме во Евангелието со Марко што се случува, да име како гледаше семејството на Исус. Исус се врати во Капернаум. Гледаме таму во текстот. Толпите беа на сите страни, не можеа дури ни да јадат како треба. И во стих 21 од Марко 3 глава, прочитате слободно, вика кога чуја неговите дека Исус се врата во Капернаум, дека таму има многу луѓе околу него, отидаа да го приберат зашто се говореше дека не бил при себе си. Неговите се зборува за семејството на Исус. Одат, вика, Исус е таму, собрал луѓе околу него, ајде да го прибереме да не се срами кутриот, болен е нешто ментално забеган. Тоа е неговото семејство. Е многу интересно. Тука, дека ментално не е како треба. Во 13 стих и понатаму малку предходно се тргнува на страна, на само е со учениците, ги бира учениците и потоа во 20 стих се враќа назад, цела толпа е тука околу него, родителите доаѓаат и викаат, кутриот вика се разболе ментално. Дај да го прибереме да не срами ни себе си, ни нас да не усраме. Размислете малку за овие зборови. Марија, мајката Исусова, доби ангелска објава, ќе зачнеш, ќе родиш син и ќе му го дадеш името Исус и тоа дете ќе биде спасител на твојот народ. Тој ангел му се јавува на Јосиф. Јосиф е веројатно мртов до овој момент тука. Затоа што нигде не се спомнува, ни во ниедно евангелие го нема, а зборува за мајка, за браќа и сестри на Исус. Нема да навлегувам во ова, ама сите оние кои викаат дека Марија го родила Исус и останала после вечно невина и немала други деца, нека го објаснат овој дел од Библијата. Особено затоа што двајца од Исусовите браќа после се спомнуваат и во делата на апостолите. Кај што ни самите зборуваат за себе и за својот однос со Исус.
Тоа е друга приказна, сега нема да мислам друга тема и нема да наблегуваме во неја. Но поентата е ова: Марија со сето тоа што го знае, Јосиф со сето тоа што го знае, со сето тоа што го кажале на нивните други деца, не успеале да им го сменат мислењето дека Исус е само човек. Можда малку поинаков, можда малку помирен од нив, 30 години живее со нив. 30 години тука работи, веројатно како столар, затоа што вика, нели овој дрводелецот, син на дрводелецот? Значи сите го познаваа како еснав човек што работи него. Не го препознаа како Бог, го препознаа само и исклучиво како Господ. Затоа реков, од неговото раѓање до моментот на неговата, до 12 години, ништо нема за него. На 12 години имаме една шокантна ситуација кај што е во храмот во Ерусалим, каде што тоа 12 годишно дете ги учи мудрите во храмот и они се чудат од каде му толкава мудрост. Не мора да се чудат, беше Бог. Што да правим тука? Можда неговите тука други браќа и сестри го мисля малку ни овој чуден, малку поинако се однесува, не е како нас. Ама во моментот кога Исус вика јас сум Бог, вика тој овој забега на цело веќе. Овој одлепи. Зошто го викам ова? Може 30 години, 50 години да седите и дремете во црква и да не знаете кој е Исус. Може? Луѓето живееа со него 30 години па не знаеа кој е. Еден човек. Од друга страна, ова е позитивно. Заради тоа што гледаме колку беше Исус 100% човек како секој од нас, освен гревот. Значи сите маки, сите страдања што јас сите ги врвиме, ги помина и тој како јас и ти. Да нема, да е гладен, да е жеден, да е напуштен, пријателите да го извисат, цел свет да се сврти против него, оно што го читавме во Псалмот. Исус го осети бидејќи беше 100% човек и 100% Бог. Во Јован 7 глава 5 стих има еден многу интересен стих, многу јасен. Јован вика, неговите браќа не веруваа во него. Не веруваа во него како дека е вистина Бог. И малку понатаму во истиот овој текст, во 30 и 31 стих, му вика, дојда мајка му и браќата негови, па стоејќи надвор, пред вратата, пред салата, пред куќата кај што е Исус, порачаа да го викнат. А околу него седеше народ и му река, ете, мајката и браќата твои и сестрите твои надвор се и те бараат. Ај излези, не се срами, доста се срамеше. Ај ојси со твоите, нека те приберат дома. Се срамиме ние од Христос? Се срамиме ние од неговите зборови кога треба на човек да му кажеме ова што го зборуваше грешно? Од кај знаеш дека е грешно? Затоа што Христос рекол така. Или сакаме Христос да го прилагодиме на себе си? Ајде да не се срамиме. Само ќе му се каже. Размислете за ова, затоа што и ние сме тука креви, не само неговите браќа и сестри. И интересна е реакцијата на Исус тука. Тој му одговори, која е мојата мајка, кои се моите браќа, вика. Упатувајќи поглед кон оние што седе околу него, рече, еве ги мојата мајка и моите браќа, зашто оној кој исполнува волјата Божја, тој ми е брат и сестра и мајка. Со други зборови Исус вика, знаете кој е моето семејство? Вистинското семејство, оние кои веруваат во мене. Не оние кои се нарекуваат со моето име, нешто носат мое презиме, нешто живеат во истиот дом со мене, туку оние кои ме прифатиле како Бог. Многу важна работа од која ни ти ни јас не смееме да побегнеме. Многу страшно важно нешто. Бог го искористува времето да зборува на начин да им каже на луѓето, еј, физичките врски, телесните врски ништо не значат. Цела фамилија може да ти биде верна во мене. Ако ти не веруваш, џабе ти е. Ако па ти веруваш и никој не верува, џабе и мене ништо само ти верува. Ти си дел од моето семејство, другите не се. Не дека тој рече семејството не е важно, далеко од тоа. Не дека рече дека не е важна функцијата на семејството и односите, далеко од тоа. Пак е речено, тоа е нешто друго што треба да зборуваме. Ама вика, кои се моите браќа? Кои се моите сестри? Тие што вршат волјата на мојот Отец. Тој ми е, вика, и брат, тој ми е и сестра, тој ми е и мајка. Тука. Знаете, што е тука многу интересно исто? Дека он не става Марија никаде повисоко од колку другите околу него. Та мојата мајка е иста како сите вас, само со таа разлика што знае кои су. И вистинска мајка ми е тогаш кога ќе го следи, кога ќе ме прифати и кога ќе каже дека јас сум нејзиниот спасител. Во Лука 11:27 има една многу слична ситуација. Исус проповеда, зборува и одеднаш од целата толпа таму што се собрани, една жена почнува да вика, блажена е утробата што те носела и градите од кои си се хранил.
Со други зборови, блазе си и на мајка ти да има таков син. Исус вика да, ама навистина вика блажени се оние што го слушаат Божјото слово и го пазат. Повторно ја враќа, не е до тоа дали си Грк, евреин, македонец, дали си од библиска земја, дали си од библиски народ. Она што е важно, она што е главното во фокусот што треба да биде, е што? Што мислиш за Исус и дали ја исполнуваш волјата Божја? Знаете која е волјата Божја? Јован 6:40. Волјата на оној што ме прати, на Бог е оваа. Секој што ќе го види синот и ќе поверува во него да има вечен живот. Кој може да каже дека е син и керка и брат и сестра на Господ Исус Христос? Секој оној што верува во него дека тој е единствениот начин да ми се прости гревот. Многу просто и многу едноставно. Тие се вистинските луѓе, тие се вистинските христијани. Тука што оди? Интересно е, многу малку понатака, после смртта на Исус, се случува една ситуација каде што неговите браќа поверуваа од кој Исус воскресна. Во дел 1:14 тие сите еднодушно беа постојани во молитва и молење заедно со некои жени и со Марија, мајката на Исус, и вика тука и со браќата негови во горната соба. Од кога Исус воскресна, неговите браќа беа убедени дека се што кажа беше вистина. Веќе не го сметаа за луд. Веќе не викаа дај да го собереме да не се срами, тука едноставно го прифатија како она што е. Значи првата опција што ја имаме ние со Исус, дека беше забеган, дека беше ненормален, дека е луд, во известна смисла ставот на неговото семејство не важи. Знаете зашто не важи? Затоа што не ги објаснува неговите чуда. Не го објаснува неговото учење. Вие не можете да имате луд човек кој ќе дава добри поуки. Вие не можете да имате луд човек кој беше луд, ама супер поучуваше. Беше одличен, малку забеган, ама знаеш какви чуда правеше. Таа опција на никој начин не ни е отворена да може да ја земеме и да ја прифатиме. Ама ајде да видиме каква беше реакцијата на еврејските водачи. Да видиме која беше реакцијата не на семејството, на тие што требаше да бидат во црквата, условно да речеме, тие што беа религиозните авторитети. Тие донесоа друг заклучок. Многу логичен. Викат, Исус е обседнат. Исус мора да беше обседнат, демонизиран. Зошто? Па вика, на тој начин ќе ги објасниме поуките, ги лаже луѓето, на тој начин ќе ги објасниме чудата. Како? Па ги прави со силата, вика, на ѓаволот. Гледате што рекоа во 22 стих таму во Марко. Книжниците што беа слегнале од Ерусалим велеа дека во него е Велзевул и дека демоните ги истерува со силата на заповедникот на демоните. Со други зборови вика, тој прави чуда со силата на ѓаволот. Тој е обседнат и преку силата на ѓаволот ги прави чудата. Да, прави чудо, ама сака да не завлече, да ни направи некоја белја. Не мисля дека е луд. Сметаат дека е обседнат. Што е поарно? Те сметаат за луд или за обседнат? Ни тоа, ни тоа. Ни тоа, ни тоа. Не оди. Ама, ајде ако имате отворено во Марко 3 глава, погледнете го 6 стих. Имаше еден малечок проблем, малку голем проблем, што се повеќе и повеќе растеше таму, а тој беше следниот. Кога фарисеите видеа дека тој поучува со моќ, со сила, со авторитет, кога видеа дека луѓето тргнаа да го следат Исус, што рекоа? Фарисеите што ми излегаа се собраа со иродовците. Значи се собраа сите партии кои не се сакаа едни со други религиозни, се собраа на купче, се собраа вика на што? На совет против него, зошто? Да се договорат како да го убијат. Овој ни прави проблем. Поучува нешто што оди контра на нашите традиции и обичаи, мора да ја обседнат, ќе ни го уништи народот, што треба да направиме да го убија? Уште од самиот почеток, кога Исус почна да проповеда, идејата на религиозните водачи беше дај да го тргнеме, овој ќе ни го растори бизнисот и сето она што го викаме ние статус кво. Тука ќе имаме ние многу сериозен проблем. Ајде да видиме кој е Велзевул што го спомнуваат они. Има. Тоа беше Велзебуб е еден еврејски термин за сатаната. Велзебуб, уште подобро е Белзебуб затоа што е бел. Нели во грчкиот ја нема бета, има вита и затоа. Ама интересно е дека евреите кои ќе кажеле Белзебул мислеле дека зборуваат всушност за
сатаната. Нели? И ние во македонскиот јазик си имаме термини нечестивиот, ваков, онаков, нели? Кога и знаеме точно за кој се однесува, дека не е за политичар, тука за самиот сатан. Тука. Ама од каде излегува? Излегува од еден многу интересен збор. Екрон, еден ханаански бог кој го славеле на времето таму, он се вика Баал Зебуб. Ке се сетите вие што сте читале Стариот Завет, Баал е името на еден бог кој захтеваше дури и човечки жртви. Луѓето, вавилонците му пренесувале дури и човечки жртви. И сега тоа име Баал Зебуб, евреите го префрлиле и само го смениле Б-то на крајот во Л. Тоа е многу интересно да внимавате на некои такви работи. И вика, сменал Баал Зебул, значи господар на височините, ама Белзебул Л, со Л-то, значи господар на ѓубрето. И евреите го нарекуваа, тој нивни бог таму, екронски од времето, го нарекуваа стари живиот сатана. А што ја вика сатаната? Господарот на ѓубрето, на сео нешто е лошо. Толку. Малку смениле, за да можат да кажат на што уствари они гледаат тука. Сега, што е проблемот овде? Знаете каде се јава проблем? Вие викате дека сатаната, ѓаволот, самиот извор на сето зло во светот, е оној кој му дава сила на Исус да прави чуда и да проповеда. Исус ги соочува тие со овој аргумент од 23 до 26 стих таму, вика вака, која ги повика овие евреиве, фарисеиве, книжнициве, садукеи и сите што можел да ги совере, вика, ај објаснете ми вие на мене како може сатаната да изгонува сатана. Како може ѓаволот да изгонува ѓавол? Ако едно царство се раздели на делови еден против друг, тоа царство не може да се одржи. И ако еден дом се раздели на делови еден против друг, тој дом не може да опстане. Ако и сатаната се дигнал против себе си и се разделил, не ќе може да се одржи, оти му дошол крајот. Со други зборови Исус вика вака, чекај малку. Ајде да видиме вашата логика. Јас зборувам во име на сатаната и јас го уништувам сатаната. Ѓаволот вика ќе му дадам сила на овој човек да ме уништи мене. Има логика? Епа нема. Аха. Значи оваа опција, што ја сакаме да кажеме Исус беше обседнат, Исус беше лош, обдемонизиран, не знам си што таму, не ви ја вика отворена. Не можете да ја имате. Дури продолжува понатака, Исус вика, никој не може кога ќе влезе во куќата на силен човек да му ограби по куќнината, ако најнапред него врзе силниот и тоа ќе ма земе. Со други зборови, кој може да те натепа? Послаб од тебе или посилен од тебе? Посилен. Кој може да те оплячка? Послаб од тебе или посилен од тебе? Посилен од мене. Еми тогаш вика, значи ли тоа дека сатаната му е дал на Исус силата да го победи сатаната? Не оди. Повторно имаме сериозен проблем. И тука доаѓаме до гревот кој никогаш не може Бог да го прости. Ево, гледайте што вика Исус во тие само стихот понатаму. Вика, вистина ви велам на човечките синови, на мене и на тебе, ќе им се простат сите гревови и хули. Богохулства, што викаме. Какви да биле тие, на кој похули на Светиот Дух, нема да му се прости никогаш, а ќе биде виновен пред вечниот суд. Ова е шокантно. Значи, ако јас сум крадец, ако сум разбойник, ако направам било што лошо и кажам, Господи, те молам, прости ми, ако искрено се кажам, Господ ќе ми прости. Значи, од таа смисла нема греф што не може да го прости Господ. Ама Господ вика вака, кога ќе видиш што можам да правам, кога ќе слушнеш што зборува, кога ќе ги видиш чудата што ги правам во твојот живот и кажеш, абе, ова е демонска работа, не ми треба, тогаш ние всушност одиме контра на Божиот Свети Дух кој ни зборува во срцето дека сето она што Исус го прави е вистина. И тогаш Господ нема на сила да не спасува, браќи и сестри. Господ нема сила да каже, што? Ти не веруваш во мене? Епа ќе те спасам да видиш дека можам. Тој ќе имаш право да не веруваш, ама тоа ќе значи дека вечно ќе бидеш осуден од мене. Имаш право да не ми веруваш во ништо, ама тогаш вечно ќе бидеш тргнат на страна. Ти самиот си решил дека не сакаш да бидеш спасен. Интересно е, вика, дури и да похулиш, ќе ти биде простено. Дури ако го пцуеш Господ, вика, Господ ќе ти прости еден ден. Се додека не кажеш дека она што Господ го прави со силата на злото или го прави за лошо. Од ти всушност тогаш Господ, кој е добар, кој е без греф, викаш, бајде, овај не може да го направи тоа. Лошо.
Со други зборови, самиот за себе викаш дека Бог не може да ме спаси. Паралела нова имате во Евреите 6 глава. Евреите 6:4 до 6. Вика, оние кои еднаш се просветија, вкусија од небесниот дар, станаа учесници на Светиот Дух и откако вкусија од убавата Божја речи од силите на идниот век, а потоа отпадна, не е можно пак да бидат обновени за покаяние, кога повторно во себе си го распнуваат Синот Божи и го хулат. Сакам ова малку да го погледнеме, малце повеќе, бидејќи за ова се кршат копја. Ако јас гледам што прави Господ, се молам, викам, Господи, имам проблем, те молам, реши го. И Господ го решава тој проблем. И викам, да, ама Господ е лош, тоа го прави со силата на сатаната. Да, ама Господ не го сака најдоброто од мене. Што сакаш да направи Господ за да поверуваш? Ајде нека го направи ова. И Господ го прави тоа. И ти викаш, да, фала, ама не му верувам пак. Ти всушност хулиш на Божиот Свети Дух, богохулствуваш. Ти всушност одиш против она што Бог Светиот Дух го прави. И автоматски ти викаш, да, јас сум, знаете како вика, моите зборови кажуваат едно, моите дела прават друго. Јас викам, да, Господ може да ме спаси, фала многу не ми треба. И тогаш вика Бог, не можам да ти простам. Точка. Нема ни горе, ни доле од тука. Патем, овој текст што го имаме тука, ево на екранот горе. Погледнете ги сите термини кои се таму спомнати. Се просветлија, вкусија, стана учесници, вкусија од Божјата реч и од силите на идниот век. Ниту еден од овие термини на ниедно место во Новиот Завет, стојам на тоа, нема да го најдете поврзан со спасение. Да означи и да каже ова е збор кој се однесува на спасението. Вратете се во времето кога Исус е таму околу евреите. Ова послание е напишано до евреите. Луѓе од кои некои веројатно уште беа живи додека Исус беше, нели кога веќе Исус воскресна и се вознесе на небото. Знаете што објаснува тука? Имате луѓе кои стојат во толпа. Ево, ставете се во толпата. Кога Исус оди да излечи ќерката на Јаир. Ајде да ве поврзам со проповед што може да ја најдете на интернет. Значи, Исус сака да излечи ќерката на Јаир, така? Вие сте тука цела толпа собрани луѓе, таткото на Јаир вика, те молам, дојди да исцелиш ќеркава, и Исус тргнува по него да оди. Во меѓувреме го запре една жена која беше болна од крвотечение. Колку време се сеќавате? 12 години. Така ли? Вие сте во толпата. Одеднаш Исус се исцелува жената, се сеќавате. Исус ја воскреснува ќерката на Јаир малку потоа. Вие викате, вау! Вакво нешто не сум видел. Леле, гледај што може да направи Господ. И супер работа. Еднаш викаш, фала многу, распни го. Тоа се случи. Фала ви многу. Фала ти многу, Исусе. Леле, свака ти част. Распни го. Ставете се во една група луѓе што беше со него кога нахрани 5000 луѓе. Гладни се го слуша, дека, леле, каков човек, каков говорник, каков пророк, види како проповеда, и уште без пари храна ни даде. 5000 луѓе не нахрани, совршен, леле, полн стомак, види, се најадов, се што ми требаше добив, и вишок дури остан, свака му част. Распни го. Зборував со еден пастор во Скопје, вика, се молиме човек да најде работа. Во моментот кој ќе најде работа, престанува да иде во црква. Зошто сега немам време за Бога? Нели е тоа вкусување? Нели е тоа искусување на сета Божја добрина, на сите ствари? Сетете се во вашиот живот. Некој пати кога можда како и безбожник сте рекле, Боже, аман те молам, прости ми, помогни ми во оваа работа. И Господ ти помага и после кој го ферма јавев тој што да заврши работа. Па ти викаш, распни го. И како може вика да тој човек да дојде да биде обновен во покаяние кога ти всушност викаш се што направил Христос не ми треба, џабе е, безкорисно. И зошто вика повторно го распнува? Заради тоа што очекуваат, ајде бе па направи уште нешто па да ти поверувам. Ајде направи пак чудо да ти поверувам на тебе. Што сакаш, па да се распни да воскресне само за тебе, па ако може. Па и тогаш не знам дали ќе верувам. Е тоа е проблемот со овој тука текст. Вкусуваме. Всушност ние викаме, распнувањето, смртта на Христос не беше доволно. Значи, кога човек ќе тргне против Исус и вика, абе не му веруваме, кога вика против Бог, дори го пцуе Господа може. Бог вика ќе проста. Све до оној момент, додека Божиот Свети Дух не ти открие дека си грешен, дека ти треба простување и дека ти вика поверувај и ќе се спасиш.
и кога ќе речеш фала многу, неќам, Бог вика што повеќе ти даде. Ти самиот одлучи дека си одиш во пекло. Ама како Господ добриот Бог ќе ги прати луѓето во пекло, нема да ги прати он во пекло. Ти самиот си избрал да тргнеш натака, си платил карта, си го фатил автобусот, тој ти е правецот. Толку е. Бог вика во Библијата имаш шанса. Ништо повеќе. Секој вика кој ќе похвали против Светиот Дух. Се сеќавате на почетокот што ги читав стиховите. Светиот Дух посведочи, ова е мојот возлюбен син. Во него верувајте, него послушајте. Тоа беше на крштевањето. И сега ти вика, послушај го, поверувај, спаси се. Ако не го послушаш, ако не поверуваш, ти уствари одиш контра Светиот Дух Божи. Контра сведоштвото на Божиот Свети Дух. И тоа нема. И затоа, повторно, вели тука на крајот, ако го исповедаш Исус како Господ. Тоа е Библијата. И во срцето веруваш дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе се спасиш. Просто и едноставно. Спасението никој пати не било комплицирана работа. Спасението никој пати не било леле направи милион ствари, направи не знам си што. Спасението секој пати било поверувај и ќе се спасиш. Тоа е сведоштвото на Светиот Дух. Тоа е начинот на кој ние можеме да дојдеме до познавање на Христос. И потоа никој кој е рекол Исус е Христос не може повторно да похвали и да каже овој не е мојот спасител, јас се спасувам со мои дела и не знам си што. И веќе не е секундарно. Не е оној класичен македонски пример, кој знаете, сум го кажувал, убаво ли е киселото млеко, убаво. Од кај знаеш, бате видел како јадат комшиите. Ние не пренесуваме моje туги искуства на трет, на четврт, на петти човек. Туку човекот вика, јас го искусив Господ. Јас знам што прави за мене, јас знам што направи во моето срце. Знам не ми е лесно секој пат, знам дека грешам, знам дека правам проблеми, ама знам дека он ме спаси. И тогаш сум запечатен за цела вечност. Ако само сум видел како моите браќа, моите сестри, моите другари, моите родители поверувале, прифатиле нешто, направиле и викам, леле, блазе си, гледај како живеат за Господа. Блази си нив, јас за мене немам ништо. Гледам како другиот јаде, ама јас не сум се најал. Не сум го добил нешто Христос ми го дава. Поверувај во срцето, јавно исповедај, спасен си. Денеска, пак ја речем, има две крштевања. Едното на матка, другото тука кај нас позади на друга црква ќе има крштевање. Го користат само базенот, нели, како место за крштевање. Крштевањето е јавна исповед на она што се случило веќе внатре во моето срце. Ако внатре нешто не се случило, џабе е крштевањето. Нема да ме спаси. Ама кога ќе излезе однатре и јавно го исповедам, викаме, ево го, она што Господ го направи, можам да сведочам за него. И нека Господ ни даде сила ова да биде она што ќе го пренесеме на сите. Ова да биде она што ќе им го кажеме на сите кога ќе зборуваме за спасение. Да не се лигаваме, ама како бил тој грев што Господ не го простил. Батали го тоа. Разговарај за тоа каков е гревот кој Господ може да го прости. А тоа е практично се до моментот да каже, Боже, прости ми за се. И тогаш ќе го направи и веќе нема мрдање. Ама кога знаеш, кога си искусил, кога си разбрал, кога ти објаснат и викаш фала неќам, со тоа ќе завршам, Господ на сила нема да се спаси.